Јас сум учителка Валентина. Пред да почнам да ја раскажувам мојата приказна, прво да ви кажам што ќе ви биде потребно за денес. Подгответе стара хартија, лепак, фломастер и бела хартија. Пред да ја почнам да ја раскажувам мојата приказна за денес, ќе ве замолам да ми помогнете за кого ќе станува збор. Погледнете. Што мислите? За кого ќе раскажуваме во нашата приказна? За кого станува збор? Во право сте. Ова е нашиот Полжавко. Сега да ве прашам, дали вие знаете што јаде Полжавко? Така е. Нашиот Полжавко јаде тревичка. А дали може би знаете каде живее Полжавко? Одлично. Живее во ливадата, во полето, таму каде што има многу тревичка. Сега за миг ќе ве замолам вие да се замислите дека сте Полжавко и дека живеете во тревичката заедно со останатите полжавчиња. За да можеме да раскажеме убаво приказната и да уживате во неа, пробајте да се замислите дека сте полжавчиња. А бидејќи исто како вас децата и полжавчињата спијат, затоа ќе ве замолам, затворете ги очињата и спуштете го главчето долу. Така. Слушајте ги звуците во природата. Се уште спиете. Полека буди се. Крени го главчето горе. Затрепкај убаво со твоите очиња. Ако е потребно, дури и убаво протрлај ги твоите очиња. Повторно затрепкај со твоите очиња. Си се разбудил, Полжавко? Насмевни се, бидејќи ти си среќно Полжавче. Токму така. Сега убаво рачињата, убаво крени ги, за да можеш да се расониш. Силно протегни се, за да можеш уште поубаво да се расониш. Колку убаво Полжавче си. Насмевни се. Помири се го зеленилото и тревичката. Слушни ги птиците околу тебе. Колку убаво се чувствуваш, Полжавко. Одлично. Сега, за да може Полжавко да оди да појадува исто како вас децата, бидејќи убаво се разбудивте, се расонивте, се растегнавте, видов дека сте среќни, сега мораме да му помогнеме на Полжавко да оди да појадува исто како вас. Но, бидејќи Полжавко има тежок пат да изоди, јас ке ве замолам, заедно со мене, да му помогнеме на Полжавко. Сигурна сум во тоа можете, нели? Така. Но, погледнете каков тежок пат има Полжавко да измине. Гледате? Еве го Полжавко. Гледате од каде треба да почнеме? Затоа ќе ве замолам, испружете го вашето раче, да видам, силно расшири ги прстињата. Така. И сега, со едното ваше прсте, ќе се движиме и ќе му помагаме на Полжавчето да се движи. Бидејќи има и висок и стрмен пат, треба силно на носето да земеме воздух, како да мирисаме цвеќе, вака. А кога ќе се спуштеме, бидејќи многу е лесно, ќе издишиме. Може да се обидеме заедно? Знам, бидејќи сте прекрасни. Одиме. Подготви се. Земи воздух силно како да мирисаш цвеќе и одиме.
високо спушти пота. Бидејќи му е полесно на полжавчето. Повторно земи воздух. Така, спушти се. Ајде уште еднаш. Одлично, спушти се. Издиши. Ајде пак. Браво. Ајде уште малку. Браво. Но, морам да ви кажам, полжавко не стигна уште до својата ливада и до својата тревичка. Има уште еден пат потежок што мора да ги изоди. Затоа, ајде уште еднаш заедно. Одиме, земи силно воздух како да мирисаш цвеќе. Така, ајде високо земи воздух. Уште еднаш. Одлично. Морам да ви кажам дека бевте прекрасни. Да, затоа крени го едното раче. Допри се по твоето раменце и кажи си браво. Ти си прекрасно дете. Одлично. Ти си вистински другар. Му помогна на полжавко да си ја најде омилената тревичка и вкусно да се најаде. Но тука нема да застанеме. Одлична приказна. Ја раскажавме заедно со тебе. Сега со подготвениот материјал можеш да си направиш полжавче и дома. Затоа ќе ти треба стара хартија, која ќе ја свиткаш на 3 дела. 1, 2, 3. Ќе ја свиткаш хартијата, ќе ја замоташ во една туторче. Ако сакаш да имаш мало полжавче, ќе направиш само едно. Ако сакаш да имаш поголем полжав, ќе направиш 3. Немој да заборавиш, ќе земеш фломастер или боичка. Ќе нацрташ очиња. Колку очиња имаш ти? 1, 2. Ќе нацрташ 2 очиња. А колку устиња имаш? 1. Ќе нацрташ 1 устиче и полжавчето ќе ти биде готово. Но, ќе те поканам да одиш и на патување со полжавчето. Затоа, земи чист бел лист, земи боичка или фломастер. Нацртај патека по која ќе се движите заедно со полжавчето. И, бидејќи полжавчето секое утро треба да појадува, и ти, откако ќе појадуваш, ќе го земеш твоето полжавче и заедно со полжавчето ќе тргнете на патување. Кога треба високо да го изедиш патот тежок, ќе земеш воздух како да мирисаш цвеќе. А штом ќе се спуштиш надолу и ќе ти биде полесно на тебе и на полжавчето, ќе издишиш. И така секое утро твоето полжавче ќе го носиш на појадок. Јас ти благодарам, бидејќи ти беше денеска прекрасно дете. Многу ти благодарам. Те сакам.